Сајбер нападите се напади кои првенствено се случуваат на интернет. Сајбер демнењето, вознемирувањето, финансиските измами се само некои од примерите за сајбер напади кои варираат од повреда на безбедносните протоколи па до кражба на идентитет. Како што луѓето се повеќе се технолошки поврзани, така се зголемуваат и шансите за сајбер напади, но сепак има некои основни работи кои можете да ги направите за подобро да ги заштитите вашите податоци. Зајакнете ги сите ваши лозинки. Секогаш користете сложени лозинки кои се генерирани по случаен избор и кои содржат комбинација од букви, бројки и специјални знаци. Ова ќе го спречи несаканиот пристап до вашите податоци и ќе ограничи ранливоста на вашите сметки. Правете редовно ажурирање на вашите уреди. Бројот на уреди кои се меѓусебно поврзани секојдневно се зголемува. Програмерите често додаваат нови безбедносни механизми преку ажурирање на софтверот, со што се намалува можноста на паѓачот да искористи потенцијални празнини во безбедноста на било кој уред. Бидете во тек со измамите кои најчесто се користат. Запознајте се со триковите техниките кои ги користат сајбер криминалците за да преземаат податоци. Измамите со електронска пошта и преку телефон се уште се најефикасниот и најчесто користен начин за кражба на податоци. Разбирањето како да правите разлика помеѓу безбедни и штетни пораки по имейл и телефонски ќе ви помогне да избегнете или да спречите загрозување на вашите податоци. На одреден начин, борбата против сајбер нападите е нешто што не засега сите нас. Ова може да се толкува како граѓанска обврска кон која придонесуваат сите кога станува збор за борба против сајбер криминалот, што значи дека треба да ги следиме барем овие едноставни и разумни чекори за да се заштитиме себе си и своите податоци. Ако мислите дека сте жртва на сајбер криминал, контактирајте ги надлежните полициски служби или Националната институција за сајбер криминал во вашата земја. Следете го ИЦД проект на социјалните мрежи за да дознаете и други корисни информации.